Оваа епизода на Готвиме со Еси ќе биде емитувана во Теови. Здраво на сите, добре дојдовте во Гевгелија, во мојата кујна. Јас сум иначе Лазар Трајков и денеска ќе ви спремаме еден традиционален рецепт кој од давнешни времења го спремали и мојата баба, мојата мајка, така да сега јас малце тоа ќе го направам на малку по свој начин. Се работи за зајак, полнет зајак, и сега ќе преминеме на готвење, па етапно, чекор по чекор, ќе ги следиме постапките на истиот рецепт. Најпрво, земаме едно големо тенџере. И во него ќе налееме ладна вода. Водата треба да биде доволна за кога ќе го ставиме зајакот вонатре, да убаво го залее. Ќе оставиме привремено водата пак на своето место, тенџерето. Сега ќе го извадиме зајакот од фрижидер. За овој рецепт ви е потребен зајак од прилика 1,5 до 2 килограми. Мојата фамилија од секогаш огледувала зајаци. Ово е пресен, тазе. Моментално таткото на мојата сопруга чува зајачиња и ова е ефтен свежо. Значи, извадиме од кесата. Ова е зајак, сигурно има 2 килограми овој. Сега зајакот, значи, најпрво убаво ќе го измиеме со ладна вода. Добро, треба да се измие. Ќе го потопиме малку и во тенџере со ладна вода да обстои. Во примерок. Супер. Одлично. Сега земеме пак назад тенџерето со ладната вода. Во тенџерето со зајакот ќе ставиме и околу 50 милилитри, а и 60-70 јаболков оцет. Не е страшно. И ќе го оставиме зајакот да отстои во ова течност. Да го дополниме, да биде убаво
Залям с ладна вода. Значи ова е процедура која зајакот треба да ја испушти преостанатата крв која е останата, што ќе добие и на мекост, а и на белина на самото месо. Одлично. Супер. Ова е убаво, вака зајакот да отстои и преку вечер, доволни се и 4-5 сати, но сега поради интерес на времето, малку ќе го убрзаме тој процес. Зајакот го ставаме на страна да си пливка во својата маринада. Добра. А ние продолжуваме со останатите чекори. Значи во тенџерче на оган ставаме половина литар бела обична вода. Така. Ќе ја ставиме на оган да си се грее. Водата ќе зогрие, во неа ќе ставиме една коцка пилешка за супа и со тоа ќе подготвиме еден бујон кој ќе ни треба во понатамошната припрема на зајакот. Добро. Едно фино бујонче. Така. Додека водата зогрие, не можеме да си покажеме постапки. Че сега ќе си спремиме намирници кои ќе ни бидат потребни за филот, со кој ќе го полниме зајакот. Значи за тоа ни е потребно за филот една главица кромит, печурки лисичарки и 100 грама ориз, бел ориз. Прво ќе го средиме оризот. Една чаша, 100 грама, ова е мислам таман. Доволно. Ќе ја туриме во танјер. Водата се грее. Може сега да го изплакнеме исто со хладна вода. Да се изчисти ако има некои нечистоти.
2-3 пъти доволна да смени водата и оризът ще биде чист, бел и спремен за изготовка. Оризът е спремен. Оставаме на страна. Друг сад и ги ставиме печурките, лисичарки. И аз користам замрзнати. Овие се исто пресни. Ги извади вчера от фрижидер. Значи моментално нема, а затоа кога имаше си набавив и ги измив, ги изсецкав, малко ги пропържив, ептен малко, колко да се забланшираат, че се вика, со малко сол, така да овие се полуподготвени печурки, лисичарки. Иначе лисичарката е печурка која е една од најсилните антипаразитски растенија која може да се сретне во природата, подобра е дури и од лукот. И јас додека си ги спремам, дур си ги мијам, знам доста пати и живи да си каснам по некоја, така уште посилен е нивниот ефект и нивното дејство. Обожавам иначе печурки. Печурките ми са спремни. Сега ќе направим една мала работа, мал чекор кој ќе ни биде потребен за подоцна. Дури се уште лисичарките не се ставени за фурот. Значи ќе земеме ова се суви сливи без сенка. Значи за овој рецепт ќе ни требаат едно 5-6 комада, 5-6 парчиња. Береме некои убави. Да почнеме полека да грие. Вараме некои по-големи убави парчиња. Ајде, нека се 6 парчиња. Ова парче. Сега, овие сливи на секоја наместо семка внатре ќе му ставиме по едно парче од пржената лисичарка, пропржената лисичарка, вака. Ова ќе биде на крај за кога ќе го ставиме заедно да се пече.
се подготвят и овие, ќе ги искористиме за сос. Чака. Полниме, значи, печурките. Ова е сливите, печурки. Водата полека почнува да врие, да малко да повърза. Търга бе. Страната на страна. Така. Я лупиме коцката за супа. Да го припремиме буйонот. Лешки. Може. Пущаме аспираторът. Самата супа може малко ептен малко съдите да наросиме. Другото си го има во нея. Потребно е на 5-6 минути, а и 7. И не биде спремна за домашна работа. Ще не трябва. Продължуваме с припрема на следните средна глава.
вода и тружеме морковите како би им го прегнале горниот слој и од раката се осеќа, значи морковот кај убаво истружен, кај не, така да ова е веќе готов. Става на страна. Првиот. Готова, може да ја исклучиме. И сега следно, значи и тоа во анилчето со хромит, што не им треба многу да се пржат. Малку ќе ги опржиме и нив, чисто за да дадат вкус и арома на самиот фил. И сецкаме на помали парчиња. Тоа ќе оди заедно тавата за пржење. Тавата ќе додадеме малку маслиново масло, малку ептен, колку една лажичка, супена лажица, чисто да се намрси само дното.
2 сати от фрижидер, како би омекнал малку. Ни се потребни 250. Нас за овој рецепт ни се потребни околу 80 до 100 грама, значи ова парче би било сосема доволно. Кое половина ќе оди сега во тавчето, а другата половина искористиме за премачкување на зајакот и тавата за печење. Ја ставам коцката пудер во тавата. Оставаме коцката да се растопи. На средно силен оган. Значи не ни треба сега ништо од состојките да ни прегорат. Значи се е доволно малку само да се проврши. Додаваме сецканиот громит заедно со бубрезите. Значи сега громинот нема да го пржиме да добие карамелизирана структура, боја, туку ќе го пропржиме чисто да стане стаклест.
Пустиме сега само малко да се подгреят и можем да го дадеме и оризот во тавата. Можем да наносиме малко црн пипер. Секаков вид на печурки. Сега баш треба пак да почне сезоната, ки имано многу се ретки и скапи. Ама се надеваме од сега ќе почне да врне. Планината повторно ќе ни роди или сичарка, врганче, јајчарка. Значи печурките се готови. Можеме слободно да го дададеме оризот во тавата. Да налееме од бујонот половина
спремиме состојките со кои што ќе го премачкаме зајакот, да ни бидат готови. Значи, за тоа ќе ни треба пошто зајакот е доста голем, 2 килограми, може би и повеќе, треба една добра лажица сол, полна супена лажица, половина лажичка, да кажеме, мешан зачин или вегета наши. Само да не претераме. Тоа мислам дека е доволно. Ставиме многу малку црвен пипер, ептен што се вели прстофат, малку, че колку да добие боичка. Зачините ќе наросиме црв пипер, кој е идеален за месо, и за крај ќе ставиме ептен малку мајчина душичка. Јас ќе ставам многу малку, еден прстофат, пошто ова е планинска, а планинската има многу поостар и мирис и вкус, па не би сакал да доминира, да земе вкусот на останатите состојки. Така, тоа е доволно. Еден прстофат. И тоа не болно. Ај сега. Значи, сите овие зачини убаво ги промешуваме со лажица. Сега излупиме компирите.
бидат потребни околу 1 килограм, килограм 200. Тук мислам дека има доволно. Да изтопиме компирите. Крај на првиот дел.